Наместо лист хартија, ВМРО ДПМН нуди конкретни 1198 проекти за народот. ВМРО ДПМН ќе победи на престојните избори затоа што Демократската унија за интеграции мора да замине во опозиција. По 20 години на власт не направија ништо за албанските граѓани кои живеат исто толку лошо колку и македонците, турците, ромите и сите етнички заедници во Македонија, порача лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на промоцијата на 120 пратени за престојните избори. Под слоганот Македонија повторно твоја, промените во твои раце, ВМРО ДПМН ги повика граѓаните да излезат на избори и да ја дадат поддршката за победничката партија. Тие, Демократската унија за интеграција, 20 години се провлекуваат при промена на секоја власт. И иако се учесник во секоја една афера и криминален случај, нема ниту еден човек од нивната структура кој некогаш одговарал пред словото на законот. Секогаш кога ќе кажете, работите онакви какви што се, тие ќе започнат да зборуваат за етнички теми и да обвинуваат дека некој има нешто против албанците ако ги нападне овие криминалците од ДУИ. Јас како човек немам ништо против ниту еден народ, но имам против тоа да се краде Македонија и упропастува бездушно. Доста беше црнила, неспособност, лаги, корупција, криминал, доста беше негативна енергија. Време е да зборуваме за проекти кои им се потребни на граѓаните, порачаа подпредседателите на партијата Мисаиловски и Николовски како носители во изборните единици 2 и 4. Ги представуваме денеска личностите кои секојдневно ќе бидеме со вас. Ќе ви информираме за се она што убаво следува, но и ќе ве сослушаме. Мора да напоменам дека не смееме да заборавиме на жестоката реалност. Македонија се нема соочено со потешки години од оние што ни ги наметнаа СДСМ и ДУИ. Решението не е во средни 40 години да се спакувате во едно возило со двете малолетни деца и да си заминете од Македонија. А најмалце е решението кога ќе дочекате пензијата да ги пакувате децата и внуците да се заминат од Македонија. Извинете, ама тоа не е решението. Овие избори се за сите вас кои што ја чувствувате неправдата. Овие избори се за сите кои што беа погазени во овие 6-7 години. Граѓаните да излезат на престојните избори за да си ја вратиме Македонија. Македонија се сака со дела, а не со празни флоскули и лажни ветувања, порачаа носителите на изборните единици, пратеникот Драган Ковачки во тројка, во изборната единица 5 партискиот генерален секретар Ѓорѓија Сајковски и пратеничката Дафина Стојановска во шестка. Повторно да ја кренеме Македонија на нозе, да ја исправиме Македонија, да ја вратиме надежта кај луѓето, да им го вратиме изгубеното достоинство на сите наши граѓани, да ги вратиме младите повторно во сопствената Македонија и да ги задржиме оние кои што се тука за овде да ја градат сопствената иднина. Корупција, некомпетенција, криминал, регресија, ограбени предпријатија, уништени институции. Кој уште негативен синоним да им го препишеме на овие возаминување? Дали останаа зборови со кои може да се опише потврлањето? Оние кои се уште се колебаат или сметаат дека ВМРО ДПМН е секако победува, па не мора токму тие да излезат и да го дадат својот глас, треба да знаат дека овој пат седењето дома значи поддршка на досегашните и дека гласот значи имање став, испраќање порака и влог во иднината. Денешната промоција на претениците на ВМРО ДПМН доаѓа откако во четвртокот невисоките партиски тела ги потврдија 120 кандидати за престојните избори. Политичките партии најкасно до 2 април во вторник треба до Државната изборна комисија да ги достават кандидатските листи. Изборната кампања за претседателските избори почнува во четврток на 4 април, додека за парламентарните избори почетокот е на 18 април.